Дојдов на овој собир заради тоа што сум убеден дека овој собир на честни и достоинствени луѓе. Овој собир не сака ни да замисли некој насила да граби власт, имоти, животи и така натаму. Овој собир не одобрува насилство и овој собир со тага ги чувствува последните делби на македонците и обиди да се наслушат еден на друг, да се презентуваат меѓу себе. За жал, морам да кажам за некои тажни работи. Во понеделник на 24 декември во Собранијската сала, која е дом на слободата и демократијата, демократијата беше укинета. Во Собранијската сала се случи да 1/3 од избраните пратеници на народот им биде суспендиран мандатот. Тоа е газење на уставот. Поминам подај себе да не ти сметам. Колку јас се знам, така не... Извини, утре. Чекај, да сликам, чекам. Ева, сакај се. Никака, колку ми дава сила, кога беше да прави немошно. Значи, таков случај, такво искуство не познавам нигде во светот. Ако има негде такви случаи, тоа не се парламент и не се избори од народот, туку тоа се именувани од некој диктатор. За да се прикрие овој чин, се направи обид да се истерат новинарите од галеријата на Собранијската сала. Се направи уште еден опасен потек, уште едно газење на уставот. Седницата на собранието ја претворија противуставно во затворена седница. За тие работи, да не ги набројам сите, има можност да се најдат одговорните и тие да понесат одговорност или има своји последици. Во овој момент, драги пријатели, во офанзива е една црна пропаганда на Младежката партија и оние кои ги поддржуват ваквите насилни акти во Македонија. Во овој момент се зборува за се и се што, а се премолчува бркањето на новинарите, или пак лечењето и тепањето на пратеници, или пак забраната да влезат со тоа што не им се дадени картичките за регистрација и за гласање. Тоа сето било демократија. Слушам по телевизиите и така натаму. Од видни функционери на Добровото поделение дека за сите невојни сега, за ова надлабока политичка криза во државата е крив Бранко Црвенковски. Заради тоа што Бранко Црвенковски имал сценарио, бидејќи тој бил македонски Гаддафи. Сакам и ним да им кажам, и вам да ви кажам, оти јас веројатно сум единствен во Македонија кој многу добро познава Гаддафи, сум го сретнал повеќе пати и ја знам неговата политичка филозофија. И на жал, Црвенковски не ги исполнува условите да биде македонски Гаддафи.
за да постане македонски Гадафи, като Бранко си да направи клучната грешка, кога стана шеф на опозиција. На Гадафи не би му паднало напамет не да биде шеф, туку да биде еден ден или еден саат опозиционер. На патот кон Гадафи во Македонија, од македонскиот Гадафи, се оној кој ќе успева Македонија и успеал да ја држи целата власт, како што Гадафи ја држи во Либија. Оној кои со тајните служби и со војската, кои Гадафи командуваа неговите синови, а тука ќе командува некој негови родни. Според тоа, сите обиди на пропагаторите на владината политика и на ВМРО-ДПМН да ги тргне настрана, да го фокусира вниманието на граѓаните од настаните во собранието кај што се погази уставот, да се тоа прикрие, да се водат партии кампањи, само ги увалуват и нив уште поголеми неволи. И тоа нема да успее. На сите вас ви кажувам и ве молам, ниту еден акт на насилство да не се направи од ваквите собири. Македонија може да се одбране само со мирни собири, со мирни протести, само со обновување на демократијата, по мирен пат, по пат на волјата на граѓаните. Ако не се сите граѓани на оваа страна и интересите на сите граѓани на Македонија се на оваа страна, а во Македонија да има мир, да има демократија, да има дружно единство меѓу луѓето и да се отворат перспективи на држава. Благодарам.